Свирепо си ги убил собствениот внук од сестра и малолетниот правнук. Вчера крвава заложничка драма во домот на 63 годишниот прилепчанец Петар Г. викан Белото. Прославата на неговиот именден завршила кобно по животите на 43 годишниот Панче Ч. и неговиот 13 годишен син Милан Ч. Двојното убиство вујкото го извршил вчера, најверојатно уште во попладневните часови во сопствената куќа. А по првото пристигнување на полицијата, околу 22 часот, убиецот и сам си пресудил, откако претходно пукал кон полицијата, а употребил и експлозивна направа. Во 21 часот и 20 минути во Оделението за внатрешни работи Прилеп, 43 годишна прилепчанка со иницијали КЧ пријавила дека од домот се оддалечил незиниот сопруг, 43 годишниот ПЧ и нивниот 13 годишен син, и истата изјавила дека можно било да отишле во куќа на нивниот роднина ПГ 62 години од Прилеп. Од страна на полициски службеници била извршена проверка во домот на ПГ, но никој не ја отварал вратата. По наредба од јавен обвинител, полициските службеници со употреба на сила ја отвориле вратата и кога влегле во куќата, едно лице фрлило бомба кон нив, која почнала да чади, но не експлодирала. По ваквиот ужасен развој на настаните по налог на обвинителството побарана е помош и од специјалната единица Тигар, која со хеликоптер во Прилеп пристигна после 1 час од пополној. Но за жал, предоцна за сега веќе убиените. Крвавиот пир на убиецот го потврдија и од Прилепското јавно обвинителство. Во куќата се пронајдени 3 мртви тела. Првичните сознанија според изјавите на соседите се дека двојното убиство најверојатно се случило уште во попладневните часови, кога се случнале повеќе истрели од огнено оружје. Телата се предадени на обдукција, пошто ќе се знае точно зошто, кога и како се случила оваа трагедија, ни изјави за Алфа јавниот обвинител Стефчо Биноски. Соседите пак во шок и неверување не сакаа јавно да говорат во камера, но имаат поделени мислења за профилот на убиецот. Според некои, Петар бил човек со психички проблеми, според други дека бил криминален лик, а според трети пак човек кој не газел ниту на мравка. Кој немаше кривични дела за да не му гаса. Немаше кривични дела никако. Инаку првичните информации се дека убиецот долго време имал нарушени односи со својата сестра заради имотни прашања, а своето грозоморно дело само неколку часа пред извршувањето го најавил и преку социјалните мрежи. Мојата сестра и нејзиниот син ми украдоа и одзедоа скоро се. Останатото им го дадов сам. Не играјте си со оние кои што немаат што да изгубат, напишал тој. Покрај ова, во неговиот дом бил пронајден и цел арсенал од разновидно огнено оружје.